Друг што е кај нас, јас проучувајќи вака. Бойкотирам ли успеа да го еве вака да ја доведе ситуацијата да е волку тесно и да воопшто е неизвестно дали ќе Мислам имаме дека луѓето се веќе станати апатични поради разочарувањето од СДС, затоа што после падот на режимот ти очекува реформи, слободарски дух и сето тоа антикорупција и напротив тие доживеа надградена форма на груевизмот во очите или во ликот и делото на заевизмот и тоа ги патосираше. И сега е муабетот за кој да гласаш, исто ти е подобро да не гласам, но во овој случај не е така, затоа што негласањето, еве карикирам, ако не се освојат 40% цензус, тогаш има две сценарија според мене. Првото сценарио е да го намалат цензусот или да го избришат, значи да оди на карикатурално да сведат на 30 или да го избришат воопшто, но и за тоа има процедура, значи уставни измени се потребни со 80 претеници и сите оние фази како што беше со преспанскиот договор и со промената на името, треба да ги помина, значи сепак треба одредено време. И второто сценарио е исто преку промена да се бира во собрание, како што беше изборот првиот 91 година, како што првиот избор на Киро Глигоров и да го сведат председателот на обичен бирократски чиновник. И сега видите, ако вие со вашата апатичност придонесувате кон дедемократизација, односно една демократска институција која се бирала на непосредни тајни избори, вие за век и веков се одрекувате во иднина повторно да бирате таа институција. И сега тоа е малце контрадикторно, значи вие сепак легитимитетот председателот му е поголем кога го црпи директно од народот и кога, например, на негово конто ќе дојдат пола милион гласови, тој има легитимитет исто како собранието, кое што е или како владачката коалиција. Така што, според мене, е штетно за демократијата и за републиканскиот облик на владење кај нас да председателот се бира од страна на собранието. Јас и јавно во едно интервју заговарам наша инклинација кон председателски систем. Ние во иднина според мене треба да немаме влада, а да имаме председателски кабинет, затоа што тогаш легитимитетот го добивате директно од народот, а не посредно преку собранието. И друг еден интересен феномен не се доискажав преска во поглед на компаративната пракса, види имате на пример најмоќниот председателски систем ви е американскиот, Америка. Таму, за да станете председател, ви треба 35 години по уставот нивни, а кај нас ви треба 40 години. Имаше една зафрканција на времето, Љупчо Георгиевски, читајќи некои од неговите говори во парламентот, вика уште сликата од Глигоров да сте ставеле кога го носеле, бидејќи тој цензус намерно бил ставен наводно, за да се елиминира Георгиевски во тоа време да се кандидира за председател. Значи и тој цензус е висок, цензусот со 10.000 избирачи е висок, значи сите механизми на уставот кој го пишува Фрчковски и компанија се антидемократски. Вие формално ги имате, но пробајте да ги остварите, вие немате шанси да ги остварите, затоа што самата процедура на собирање потписи е макотрпна. Вие како иницијатор, наместо ДИК да ви ги спроведува собирањето потписи, сами треба да одите по градовите да носите материјали, тоа е ѓаволски тешко да го направите. И сите тие цензуси, сите тие процедури и бирократски пречки се направени се со цел да можете елитите да си тргуваат меѓу себе, а народот да нема демократски механизми како тоа ќе го спротистави. Сега, во тој случај некако ми звучи како бойкотирам да се во право. Не, бойкотирам сега во случајов не се во право со оглед на последиците. Значи, во тој случај последиците се следни. Доколку нема цензус во првиот круг, се почнува од почеток. Значи, согласно членот 81, вели, се повторува целата постапка. Тоа значи имаат рок од 40 дена да спроведат нови избори. Во тој случај, значи, собранието мора да ги распише изборите, председателот на собранието да ги објави во службен весник. Не постои уставна празнина, бидејќи во 2 члена е само регулирано во уставот ова. Во тој случај кандидатите кои сега биле, не постои пречка повторно да бидат, но јас не верувам дека ќе бидат во случај да нема цензус. Може би Пендаровски ќе биде, но Засилјановска која држи до етиката, мислам дека нема да сака. Затоа што е дегутантно кога не сте освоиле цензус од 40% кој е и така мал, од мал уште помал, вие повторно да ја барате до вербата. Поентата ми беше дека и покрај сите овие
недостатоци еве на највисокиот правен акт и на законите како пониски правни акти, сепак треба народот да има верба и да не ја помогне демократизацијата во земјава, односно да ја врати напротив со тоа што ќе гласа. Тоа е вашата порака. Последицата еве најбитното, ако сакате да го кажеме, во тој случај станува Талат Џафери станува ВД председател и ние до сега сме имале 3 ситуации такви кога спикерот или председателот на собранието бил вршител на должноста председател. Тоа е во 95-та година. Првата ситуација, после атентатот на Глигоров, Стојан Андов станува ВД председател и да биде куриозитетот поголем, тој ја подпишува привремената спогодба, односно законот за ратификација на привремената спогодба со Грција, а не Глигоров. Вториот случај е во 99-та година, кога се направи вакуум при трансферот од Глигоров кон Борис Трајковски. Тогаш беше Саво Климовски неколку дена вршител на должноста и последната ситуација во 2004 година после падот на Кингерот на Трајковски, кога Љупчо Јордановски ја презема функцијата до нови избори. Значи ние до сега сме имале такви ситуации, но тој трансфер не оди автоматски, туку има процедура која е регулирана во деловникот на Уставниот суд. Тоа значи дека Уставниот суд по службена должност прави трочлена комисија кој ги утврдува фактите и Уставниот суд екс официо ги утврдува условите за престанок на мандатот на председателот по сила на Устав. Во овој случај, бидејќи не станува збор за смрт, трајна спреченост и слично, станува збор за истек на мандатот кој е 5 години. Тоа е уставна категорија и тука не можете да се играте играчки, значи се пресметува календарски. Тоа значи од моментот на инаугурација или преземање на функцијата. 12 мај. Така, значи 12 мај. Карикирам, ако на 5 мај немаме цензус, до 12 мај ќе си биде Ѓорги Еванов председател, после 12 мај Уставниот суд има процедура каде што екс официо ќе утврди дека се настанати условите предвидени за истек на мандатот и потоа ќе се трансферира до новите избори ќе биде Талат Џафери. Моја теорија е дека Талат Џафери веднаш ќе ги потпише законот за ратификација на Преспанскиот договор и законот за двојазичност, со што тие ќе отпаднат оние представки кои ги поднесувавме пред Уставен суд поради формално правни причини, бидејќи тие се флагрантно прекршена процедура и прашање на време, јас не знам зошто Уставниот суд се уште го вози тој процес, тоа е толку флагрантно што и на приправник му е јасно дека е прекршена целата таа процедура без подписи и слично. Тоа е преседан, до сега сме немале таков случај со фуснота да објавите закон наместо со подпис и тогаш ќе му бидат врзани рацете и на Уставниот суд. И тоа е де факто последицата од сегашниот бојкотиран. Ако тоа го сагате, бојрум, бојкотирате. Продолжуваме со